Во стилот на Луј 14 се однесувале некои од директорите на затворите низ Македонија. Казнено-поправните институции си ги доживувале како приватни, па на таков начин и ги третирале затворениците, изјави директорот на управата за санкции Александар Пандов. Во моментот во македонските затвори не достигаат од 120 до 130 затвореници. Поголем дел од нив не биле најдени во келиите, бидејќи не се вратиле од слободен викенд. Дел од раководствата во затворите се однесувале во духот на Луј 14. Они како директори се доживувале дека се сопственици, дека се тоа приватни нивни затвори и така ги третирале и затворениците. Имало затвореници кои што сме ги водели ние како граѓани на Република Македонија дека се во затвор, а не престојувале во затвор. По увидот е констатирано дека дел од затворите се во многу лоша состојба и само психички стабилна личност би можел да издржи во нив. Има затвори во кои што се од латиноамерикански тип, во кои што, ке повторам, само исклучително ментално силна личност би можела да издржи во нив. А за жал, да речеме, браќа во 27 април, некои од нив и по 2 години ги држаа во притворот конкретно Шутка. И има затвори кои што, да не бидам погрешно разбран, меѓутоа, буквално се европски затвори, кои што изгледаат супер нормално, кои што функционираат супер нормално. Што се однесува за новиот продолжен прекин во издржување на казната на дел од осудените лица за 27 април, Пандов рече дека тој како директор по медицинска документација може да дава прекин од 30 дена, а во случајот на поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков, судот му има доделено прекин од 3 месеци.